Ке позборуваме во продолжение малку околу безбедноста во сообраќајот. Посебен акцент ке ставиме на мотоциклистите кои велат дека спаѓаат во групата на учесници во сообраќајот кои најмногу се изложени на опасности и на кои ризикот за здобивање на смртоносни последици по сообраќајни несреќи е исклучително висока. Под називот "Сите возимо, но само некои знаат", оваа сабота ќе се одржи едукативен мотонастан, каде инструктори ќе бидат на располагање да ги обучат учесниците за важноста за пред се одржувањето на моторните возила, како и за применување на сообраќајните правила и мерките на безбедност. На оваа тема утринава во центарот на градот го вклучуваме во живо колегата Оливер Иванов кој ќе говори на оваа тема. Оли, добро утро. Ова ќе биде, верувам дека, одлична можност за сите возачи од почетници до искусни пред се да ги освежат своите знаења и да добијат нови вештини за безбедно и одговорно возење. Така, добро утро Иван и на вас во студиото, добро утро и на сите гледачи на нашата утринска програма. Така како што спомена и Тео, ние ово утро се наоѓаме кај Расадник во општина Кисела Вода, каде што токму утре ќе се одржи еден едукативен мотонастан под називот "Сите возиме, но само некои знаат". Настанот е во организација на Сдруженијето Байкерс Гараж во соработка со Сдруженијето Медиум и општина Кисела Вода. Но за тоа зашто поточно ќе се зборува на овој настан и кое е неговото значење, ово утро ќе поразговарам со моите денешни соговорници кои што се дел од организаторите на настанот. Но за почеток разговорот би сакал да го започнам со господинот Сашо Ивановски, кој што е советник за образование во општина Кисела Вода. Господин Сашо, добро утро најпрви во нашата утринска програма, а потоа би сакал да ве прашам од каде дојде идејата за еден ваков настан. Добро утро на сите. Морам да кажам дека идејата дојде од партнерскиот однос кој што со Байкерс го градиме речиси 2 години и иницијативата дојде од моментот на тоа што сите знаеме дека превенцијата е половина од решението на проблемот. Така да заеднички во еден разговор дојдовме до заклучок дека еден ваков настан ќе ја подигне свеста кај граѓаните, ќе ја подигне свеста кај младите за безбедно учество во сообраќајот, а Байкерс и останатите чинители со поддршка на општината ќе им бидат само еден дополнителен стимул во обучувањето на безбедното вклучување во сообраќајот. Така, што ќе се случува утре на самиот настан? Што ќе имаат прилика сите посетители да видат и слушнат? Така, овде на делов позади нас ќе бидат поставени елементи, ќе биде извршено показна вежба за безбедно возење на моторцикл, нели? Младите кои што ќе дојдат утре ќе добијат можност од врвни професионалци да го почувствуваат тој момент, ќе им биде извршена еден вид на обука за безбедно користење на опремата со која што треба да се управува со еден моторцикл. Ќе има многу забава, ќе има диџеј, ќе има дружење со луѓето кои што моторите им се составен дел од животот и сите ќе излеземе побогати од едно вакво искуство. Така, зошто баш настан посветен на мотоциклите? Дали овие луѓе кои што возат претежно мотоцикли или мопеди, мотори, се најзагрузени во сообраќајот? Видете, сите знаеме дека како доаѓа пролета, така веројатно ќе се зголемува бројот на учеството на моторциклите во сообраќајот. И едната и другата категорија треба да бидат заштитени, возачите на автомобили и возачите на мотори треба подеднакво да бидат заштитени во сообраќајот и едноставно со подкревање на темата во јавноста, веројатно ќе разбудиме едно ниво на свест кое што ќе им помогне на сите учесници во сообраќајот, да не ги забораваме тука и пешаците, особено децата од основните училишта. Така, од колку е утре настанот и кој се може да присуствува? Настанот е од отворен карактер, сите се добре дојдени што имаат желба, не само жителите на Кисела Вода, туку и жителите на целиот град се добре дојдени. Навистина ќе биде еден прекрасен настан, чинам во 11 часот е почетокот на настанот, ќе има добра музика, ќе има добра дружба, еден навистина пролетен и убав настан за сите жители на градот.
Така, ви благодарам за овие споделени информација. Всушност, овој настан представува едукација за поголема безбедност во сообраќајот, па за таа цел како да ги намалиме жртвите во сообраќајот и како да бидеме побезбедни, ќе поразговарам со Игор Митревски од Сдруженијето Медиум за намалување на жртвите во сообраќајот. Најпрво и вас ќе ви посакам добре дојде во нашата утринска, а потоа во овој контекст би сакал да ве прашам кои учесници во сообраќајот се помеѓу најризичните и на што би требало да се обрати посебно внимание? Добро утро и од мене. Поздрав до Байкерс гараж и до општина Кисела Вода за организација на овој настан. Овој настан е многу значен за подобрување на состојбите во сообраќајот и генерално за намалување на жртвите во сообраќајот. А статистиките не се добри, значи ние секоја година во просек губиме по 150 жртви во сообраќај и имаме над 6000 повредени во сообраќајот. Кои се најризични категории? Па според научната терминологија, најризични категории или ранливи категории како се нарекуваат се пешаците, велосипедистите, моторциклистите и во поново време возачите на тротинети. И оваа иницијатива е многу тематска, многу навремена иницијатива и се надеваме дека ќе помине во најдобар ред. Се надеваме дека младите учесници или идните моторциклисти ќе се стекнат од малку од вештините кои што ги поседуваат повозрастните моторциклисти и нив ќе ги користат за подобрување на состојбите во сообраќајот. Тука јас би ја спомнал многу и како важен фактор и носењето на заштитна опрема кај овие ранливи учесници во сообраќајот, тоест носење на кациги, ракавици, панталони и така натаму, што представува фактор за доколку не дај Боже дојде до сообраќај на несреќа, таа да заврши со поблак крај. Исто така овие учесници во сообраќајот треба да бидат добро обележени и видливи во сообраќајот за другите учесници, како и другите учесници да бидат релативно потолерантни кон нив, бидејќи тие се навистина ранливи категории во сообраќајот. Колку самите општински совети за безбедност можат да помогнат во намалувањето на жртвите во сообраќајот? Колку се потребни така некои повеќе едукативни настани кои што ќе ја потенцираат важноста да ги преземеме тие важни мерки за предпазливост пред да се вклучиме во сообраќајот воопшто? Па да, убаво кажавте, општинските совети се витална карика во целиот процес на подобрување на состојбите во сообраќајот. Тие би можеле да направат скенирање на состојбата на патната инфраструктура, понатаму скенирање на обележеноста на патната инфраструктура, бидејќи таа е многу значајна во процесот на подобрување на состојбите во сообраќајот. Овие практики на интензивно вклучување на општините во процесот на подобрување на состојбите во сообраќајот е карактеристичен за европските земји со низок процент на смртност во патиштата, како и на некои земји во нашето окружување. Еве ние им благодариме уште еднаш на општина Кисела Вода и на Байкерс гараж, бидејќи препознаваат проблематиката сообраќај како многу важна за сите нас и придонесуваат за подобрување на состојбите во сообраќајот со оваа иницијатива. Баш ќе ве прашав во следното прашање колку ваквите иницијативи како ова на Байкерс гараж може исто така да помогне во самото подигнување на сообраќајната култура? Па да, како што кажав, овие иницијативи се многу важни и спомнав на почетокот дека оваа тематска иницијатива која што е наменета за ранливите учесници во сообраќајот е прекрасна. Ние само ја поздравуваме, се надеваме дека и другите општини и другите единици за локална самоуправа ќе го препознаат значењето на сообраќајот и ќе преземат одредени иницијативи за намалување на бројот на жртвите во сообраќајот и за подобрување генерално на состојбите во сообраќајот.
Благодарам многу за овие споделени информации и овие корисни совети, а нас не ни останува ништо друго освен да ја поздравиме ова иницијатива и да ги поканиме сите оние заинтересирани наши гледачи кои што можеби се возат со моторни превозни средства, како што споменавме, мотори, скутери, мопеди и слично, да дојдат токму утре, бидејќи можат многу повеќе да научат како да бидат побезбедни во сообраќајот. Утре во 11 часот кај Расадник во општина Кисела Вода. Да, од местото на настанот колегата Воливер Иванов не информираше за безбедното учество на сообраќајот во фокус секако на овие превозни средства на две тркал едукативен настан кој ще помогне на сите возачи од почетници па се до искусни да ги освежат своите знаења и секако да добијат нови квалитетни вештини за безбедно управување на овие моторни возила.